Светскиот ден за заштита од злоупотреба на деца. Разговараме со Љупчо Вилковски од Меѓаши, првата детска амбасада во Македонија. Добро утро. Добро утро. Дали се почитуваат правата на детето во Македонија? Дали се почитуваат правата? За жал, мора да констатираме дека имаме одредени прекршувања на правата на децата во Македонија. Ако погледнеме, значи едноставно на улица, се уште имаме деца на улица. А говориме за... Секојдневно ги гледаме, особено ако возиме автомобили, застанеме на некоја од прометните сообраќајници. Тоа е неверојатно како да нема решение. И чудно е што нема одговор за таа тема. Да. Од никаде. Така е. Ако ги погледнеме децата на улица, ќе констатираме дека се прекршуваат неколку основни права. Значи, основни права на децата се згрижување, право на дом, право на идентитет, образование, социјална заштита, здравствена заштита. Значи, само тој дел да појдеме, ќе видиме дека се прекршуваат правата на децата. Меѓутоа има и други делови во општеството каде што се прекршуваат, право на образование, например. Имаме одреден проблем каде што одредена група на деца не се во образовниот систем или доколку влезат во образовниот систем имаме проблем да завршат, значи она што е гарантирано со правото на образование, така да има доста сегменти каде што треба да се работи кога говориме за правата на децата. Кои се врските на општеството, каде што децата се раѓаат, ова да го сватиме условно не по нивна вина, нели, каде што децата доаѓаат на свет, некој ги носи на свет, и ако веќе не може нивните биолошки родители да ги чуваат, да ги негуваат, да внимаваат на нив, кои се обврските на заедницата, кои се обврските на општеството кон децата, кои што треба да бидат столбот и иднината на едно општество? Секако, општеството има голема и значајна улога во обврските спрема децата. Знаеме сите дека основата поаѓа од семејството, од родителите и старателите. Меѓутоа, во случаи, значи, кога тие права децата не може да ги остварат, тогаш наред доаѓа општеството, државата, институциите, организациите кои што работат со деца. Значи, тие се тие кои што треба да ги превземат чекорите за да се остварат правата на децата. Кои се најважните принципи и конвенцијски точки за заштита на децата? Конвенцијата, да. Кои што ја спомнуваме постојано, ама ајде и во детали. Кои се тие точки кои што се најважни? Вака, конвенцијата е усвоена од страна на нашата држава 1993 година како универзален документ кој што ги содржи сите делови што треба да ги содржи нешто што е поврзано со детските права. Значи, таму се влезени недискриминација, идентитет, право на образование, здравство, корисно искористување на слободното време. Значи, сите оние чинители што се битни во развојот на една индивидуа. Државите подписнички, а тоа се на почетокот 193 земји во светот, се обврзуваат своите закони, своите акции да ги превземаат во насока на таа конвенција. Значи, сите закони, сите нешто што се случуваат во општеството, треба да бидат во насока на таа конвенција. Значи, не можеме да издвоиме недискриминација или образование. Сите оние сегменти што веќе неколку пати ги напоменав, се битни во таа конвенција. И за секоја држава, например, имам извештај во кои делови кои права не се почитуваат. Значи, си има алтернативен извештај каде што се констатираат недостатоците и како општество ние треба да работиме да ги отстраниме сите тие недостатоци. Меѓаши е првата детска амбасада во светот. Да. По нешто сме и ние први, по една многу фрагилна состојба во општеството. Дали се пријавуваат случаи во детската амбасада за непочитување на правата на детето и кој ги пријавува тие случаи, ако се случуваат? Да. И каков тип на случаи може чисто еве за да има представа и гледачите? Да. За какви станува? Нашата линија АО Бушавко работи 24/7 и тоа е местото каде што децата, меѓутоа и возрастните ни се јавуваат. Значи, тоа е местото. На таа линија работат психолози, социолози, стручни лица кои што
даваат советодавна улога, односно ги насочуваат децата што треба да се направи во одредена ситуација. Пред се, ќе напоменам, збориме советодавна улога. Значи, ние сме тие кои што разговараме со децата, проценуваме, значи, до кое ниво е одредена нека постапка, дали се прекршени некои права, што треба понатаму да се превземе. Ние знаеме многу одговори како организација, меѓутоа исто така им помагаме да ги најдат одговорите кои што ги бараат. Значи соработуваме нормални со институциите што се поврзани со сите овие. А како типни случаи се пријавуваат? Се пријавуваат различни случаи. Најчесто се поврзани со менталното здравје, односно кога се емоционалната состојба, психолошката состојба. Случаи на вознемирување, на булинг? Булинг, да, често е спомнувано нешто. Тоа е нешто што се случува. Значи, на улица, во училиштата, имаме и ние неколку проекти кои што работиме, значи, во делот за намалување на насилството на улица и во училиштата. Секако е дека нешто што се случува и треба да преземеме конкретни чекори, односно да разговараме со децата, со стручните служби, со родителите, значи сите чинители кои што се вмешани во сиот овој процес мора да бидат вклучени доколку сакаме да имаме резултати. Каква ви е соработката со институциите? Ги споменувате тука и на самиот старт на разговорот ги споминавме и децата кои за жал секојдневно ги гледаме на семафорите по улиците. Так, значи... А не само и на семафорите, ги гледаме и во предтрговските центри, ги гледаме за жал многу често и во градскиот трговски центар на плоштад Македонија. Така. За решавање на сите прашања мора да има меѓусекторска соработка. Ние како организација, напоменав, ја даваме советодавната улога, односно разговараме со децата, ги насочуваме, укажуваме, го подигнуваме нивото на нивната свесност за правата кои што следат. Во одредени случаи, значи, има некои работи кои што институциите треба да ги преземат и ние сме во соработка и со социјалните и со центрите за социјална работа и со МВР, значи сегде каде што треба да се насочи даден случај, ние соработуваме. Општа констатација е дека сите заедно треба да работиме на развивање прво на свеста за толеранција кон децата, за заштита потоа на нивните права. Тоа е еден систем на активности. Па што подразбира сето тоа? Кој се треба да биде вклучен тука, кој треба тоа да го води, да го диригира, а кој на крајот на денот треба да го практикува тоа во... И да го санкционира? Тоа не го предводењето и подводење, да, следува нели санкција нормално ако се прекрши, меѓутоа кој сето тоа на крајот на денот треба да го спроведува во општеството? Ние велиме санкциите на крај. Значи, треба да се работи со децата. Почнува се од семејството. Значи, родителите и старателите се основната аука. Потоа доаѓа на ред училиштето. Нормално. Тие се главните чинители кои што влијаат во развојот на детето. Значи, таму треба да се соработува и секако организациите кои што работат на полето на остварување на правата на децата се тие главни чинители во општеството кои што треба да работат со децата. За жал не сите деца имаат право и на образование. За жал. Да, тоа го напоменав. Се шпекулира со неколку различни бројки, неколку илјади деца кои што се во образовниот систем. Напоменав, ќе влезат во образовниот систем заради различни причини, дали традиционални, дали финансиски, не ги завршуваат, не го завршуваат образованието, иако е гарантирано со закон. Да. Вие споменавме тука соработката со институциите, не ја споменавме меѓународната соработка. Со кого имате се соработка, може ли некои позитивни практики да се земат и пресликаат кај нас? Секако дека може, значи ние како организација постоиме 33 години и за сето ова време остваруваме соработка со многу меѓународни организации кои што работат во полето на
на заштита на детето. Ние сме членки од Меѓународната организација за Helpline линии, кои што обезбедуваат подршка за децата. И нашата линија за подршка работи во согласност со тие норми, значи усогласени меѓународни норми, се со цел да се обезбеди подобра подршка за децата. Што вели Мегеши? Какво општество е македонското? Дали ги сака децата, дали ги разбира децата, дали ги штити децата? Не се штедете во реалната оценка на она што не се случува во денешно. Децата во основа да, ги сакаме. Меѓутоа, ќе напоменам, како општество треба да преземеме многу посериозни чекори за да се подобри ситуацијата. Благодарам. Благодариме за гостувањето. Ви благодарам за можноста.